Денеска повторно еден тренд на намалување на бројот на новодијагностицирани случаи со COVID-19. Бројот на новодијагностицирани е околу 1000, што потврдува дека епидемиолошката крива е во континуиран пат и тоа е еден добар податок. Тоа значи дека мерките во рамките на предвидувањата ги даваат своите резултати, изјави денеска министерот за здравство Венко Филипче. Денеска имаме повторно тренд на намалување во рамките на трендот на намалување на новодијагностицирани случаи, бројка на новодијагностицирани негде околу 1000, што потврдува дека епидемиолошката крива е во континуиран пат. И тоа е еден добар податок, тоа значи дека мерките во рамките на предвидувањата ги даваат своите резултати. Притисокот во болниците, со оглед на тоа што се уште има голема бројка на дијагностицирани пациенти кои согласно текот на клиничката слика сега нешто покасно во споредба со она што беше карактеристика лани се имаат потреба да се јават во болница. Притисокот е се уште голем, нешто послаб во текот на вчерашниот ден во однос на претходниот, кога имавме голем наплив на пациенти, меѓутоа тоа добро се менаџира во сите јавноздравствени установи согласно распоредите, согласно прераспределбата на пациенти има слободни болнички кревети и во Скопје и во другите градови. Во Скопје на интерните клиники, понатаму во центарот, ковид центарот во Заводот за рехабилитација Козле. Во таа смисла се прави прераспределба и на пациенти од другите градови, ако треба сега во овој момент се навистина преоптеретени болниците во Куманово и во Битола. Меѓутоа тоа на дневно ниво го менаџираме. Министерот за здравство Венко Филипче посочи дека притисокот во болниците е се уште голем со оглед на тоа што се уште има голема бројка на дијагностицирани. Филипче рече дека вакцинацијата се одвива добро и заклучно со вчерашниот ден близу 30.000 граѓани се вакцинирани.